на работење, на функционирање, на гледање резултати како ефект од таа работа. Знаете, се гледаат нештата и времето покажува, понекогаш времето кажува се, само треба да евидентирате некои нешта благовремено во мозокот, така како што се случуваат, хронологија на нештата, би рекла. Македонскиот народ не е народ што лесно заборава и брзо заборава. А кога, да го заокружиме овој блок за елитизам и популизам, премиера, ми се чини дека тука е главната поента на нештата, точно тоа филозофско гледање на тоа нешто, како да се владее со народот, знаете. Меѓутоа, ми се чини дека точно оваа елитистичката некаква дефиниција е посвојствена за некои луѓе што не произлегуваат од народот, туку се, знаете, како припадници на некакво благородничко семејство кој поредот на нештата со години, негова традиција да биде на тоа место. Тогаш на тие луѓе им е дозволено да бидат и декадентни, па и да не комуницираат со обичниот народ, со плебсот и така. Во нашиот случај македонскиот сите политичари излегле од народот, нели? Така е, но во секој општество има група на елитисти. Тоа не е само кај нас, и во други држави. Има елитистички кругови. Тоа се обично луѓе што се сврзуваат со побогатите луѓе кои што имаат преголема не само доверба, туку превисоко мислење за себе. Можеби некогаш и со право. Можеби некои од нив се многу образовани, имаат високи титули и така натаму, но политиката не е само образование. Образованието е еден важен сегмент за еден политичар. Не е доволно, затоа што се покажало дека многу доктори на науки, професори дошле за политичари, не биле многу успешни. Тоа не значи дека тие се лоши доктори на науки. Да, не покажале. Може би се добри доктори на науки во она место каде што нели предаваат или не знам нешто друго работа. Тука треба и нешто повеќе. Треба чувство, баланс, треба многу повеќе работи отколку треба знаење, значи тоа е број 1, него да не бидам погрешно сватен. Тоа е број 1 и без тоа па многу е потешко останатото. Но освен тоа треба многу повеќе и според моето мисли и според мојата филозофија на работа, која што е очигледна, секое отцепување од народот, дури во најболните моменти, кога е крајно незадоволен, е негативно за тој што дошол на власт. И тој прави штета со тоа. Прво себе си прави штета како политичар, второ прави штета на сите граѓани. Така. Може би е право време да се надоврземе со исто така една јавно артикулирана појава во Македонија, што некои ја нарекоа антицизам, што пак за други некако намерно треба да прозвучи како нацизам. Знаете, ако речете антицизам, тоа е нешто како нацизам и тоа е нешто лошо. Значи, и многу други дефиниции за да се нарече или да се дефинира една појава или процес, ова што го кажав и во најавата, кој процес се случува во Македонија, сакале некои да признаат или не. Прашањето главно за овој блок, премиера моје, би било што еден македонец би имал дури и ако така го крстиме против антицизмот. Знаете што, мене ми е многу жал што пред се од политички причини, откако дојде притисокот од Грција и откако многумина почувствуваа дека е добро да се на страна на посилниот, во случајот Грција, посебна држава, поголема, помокна, финансиски, политички, како сакате земете. А во животот секогаш има луѓе што сакаат да се на страната на, условно кажано, посилниот, независно каде е правдата, принципите и така натаму. Најверојатно и наоѓајќи некој интерес за себе, можеби не само некој од нив и заради убедување. Ја не исклучувам дека има и такви луѓе кои што заради убедување се на таа страна, но некој од нив и од други причини. Направија една поделба на луѓе што не знам се Словени, македонци поврзани со антика нешто и така натаму, што по мене е смешна работа. И веројатно некогаш после 20-30 години кога ќе се прелистуваат весниците од овој период или ќе се гледаат некои стари емисии, ќе биде смешно. И ќе се чудат некои генерации што се случувало. Како стрип ќе им изгледаме на некои идни генерации. Но тоа е времето во кое што живееме. Притисокот е огромен. Притисокот не е само
политички, тој е очигледно многу поголем. И се наметна, особено пред изборите оваа година, една подоба на кои се за антика, кои се за словени. Јас во една прилика кажав дека нема ни антички, ни словенски македонци, има македонци сам. Така. Второ, многу е нелогично да се делиме дали припаѓаме од словените, дали припаѓаме од антиката или не знам од кое друго време. Ние сме наследници на сите што биле пред нас. Тоа е логиката. Сите што живееле на овие простори, оставиле некој трак. Посилен, послаб и така натаму, но оставиле трак. Невозможно е некој да кажеш, тој нема врска со нас, а живеел тука 5 века. Да, ама ние немаме врска со него. Некоја култура, некоја цивилизација и така натаму, живеела 2, 3, 5 века и сега ние немаме врска со тоа. Зошто за да не ни се налјути ово или оно? Ето така. Тоа е основната логика на нештото примера, за тоа е толку апсурдно и парадоксално за еден обичен македонец. Ниту па е логично да се врсиме само за тоа. И да кажеме тоа сме ние, тоа што дошло после тоа и пред тоа врска нема, ние сме само тоа. Нема логика. Значи ние сме наследници на сите оние предци и цивилизации и култури што биле пред нас на овие простори, ги сакаме ние или не ги сакаме, ни се допаѓаат или не ни се допаѓаат. Тука сме се родили, тоа не е наш избор, кој кај ќе се роди е избор на Бог. Сигурно. Така што не треба нити да се посебно срамиме од некој наш минат период, нити па посебно се гордееме, затоа што ние не сме допринеле за тоа нешто. Значи ние сме само случајни по Божја волја наследници на логична последица или наследници по Божја волја на некои други луѓе што живееле, се родиле и умреле на овој простор. И направиле некоја култура, некоја цивилизација која што дел од неа е подискутирана, по славна, некоја е помалку славна. Тоа е тоа, нема бегање од тоа. Минатото е нешто единствено нешто во кое што не можете да интервенирате. Нема интервенција. Тука тоа е. Фактите поминале и тие не може да се променат. Ама излегува дека фактите поминале, меѓутоа вистините може да бидат различни после извесен број години, да не речам векови, ова што треба сега ни се случува нам. Па затоа има наука. Науката нека се занимава со тоа. Ние да тераме сегашноста и иднината, но па да не правиме пародии од минатото. Ова што се случува со подоба на антиквизација и подоба на словени, тоа е пародија. Тоа еден ден ќе биде пародија. Еден ден после 20 години ќе го гледаат како комедија. Или после 50, не знам после колку, но ќе седат и ќе го гледаат, ќе има театарски представи, ќе има филмови, ќе има нешто, ќе се, значи како што сега пред 50 години се прават филмови, така после 50 или 100 години ќе се прават филмови и ќе биде смешно. Тогашните нови генерации ќе прашуваат бабите, дедовците, зошто вака се, не е јасно што им било на ујо тоа, што тој период што вака се однесувале. Монти Пајтон на македонски начин. Меѓутоа тоа е сепак некакво наше внатрешно, ми се чини, артикулирање и многу брзо ми се чини исто така дека ќе дојда чувство дека е навистина смешно ова што го говорите, затоа што ако некој мисли поинаку, а некој вака, време е за диалог, зашто едниот мисли вака, а другиот така, без една линија на поделба помеѓу едните и другите. Тоа е исто значаен момент што го кажувате. Значи не само што има поделба, туку антагонизам се создава. Значи, проблем ни е во државата, во моментов. Може би некојаш ние ќе бидеме Монти Пајтон, ама сега сме антички македонци и словени. Па сега гледам дека Демос промовираат една трета опција, што треба да значи трета опција и по таа основа, пак е нели тоа античко-словенска опција како трета опција. Меѓутоа новија простори не биле само словените и не знам периодот на Александар Велики. Апсурдноста на проблемот кои што не ги ни спомнуваме, сега не ни се толку славни, не ни се толку интересни. Тоа е чудно вака некој да се фокусира за една, две или три цивилизации што живееле стотици цивилизации. Така. Абсурдноста на проблемот е наша и ќе си решиме, ми се чини овде на свој начин. Еве јас навистина можам уште сега да најавам дека во 2010-та ќе имаме обиди точно за такви Македониум диалози, каде што нели тие такви спротеставени мислења би нашле свој израз и свое објаснување на некои неразјаснети прашања и за едните и за другите, зошто едните мислат така, а другите поинаку. Меѓутоа тоа е еден нормален процес на наш муабет, што би рекла, нели? Друго е нешто веќе сосема поинаку кога некој што ич нема
потребна